Мажите секогаш ќе сакаат да научат како да разговараат со жените. Го напуштив училиштето на 15 години и почнав да ги учам мажите како да разговараат со жените. Ова е приказната за Кезија Нобел, која пиела во еден лондонски бар во летото 2006 година, кога и пришол човек кој не го познавала, а бидејќи работела како модел со скратено работно време, не било реткост. Меѓутоа, наместо да се обиде да го добие незиниот телефонски број, овој мистериозен странец имал понуда за неа и ја прашал дали е заинтересирана да заработи дополнителни пари помагајќи им на самците. Работеше во компанија која водеше кампови за обука за мажи, за да ја подобрат самодовербата во пристапот кон жените, рече Кезија. Секој викенд носија 4 жени во 20-тите години со кои вежбаа овие мажи. Бев тотален скептик. Се сеќавам дека мислев дека тоа едноставно не е за мене. Во тоа време мислев дека привлечноста се заснова на хемијата меѓу двајца луѓе, дека тоа не е нешто што можете да го практикувате, рече таа. Сепак Кезија била заинтересирана да дознае повеќе. Навистина ме интересираше психолошката страна на тоа. Па отидов да видам зашто точно се работи. Влегувајќи мислев дека групата ќе биде посоставена од вистински глупаци, но некои момци изгледа навистина добро. Не ни помислував дека можат да имаат проблем да разговараат со жените, а потоа почнаа да зборуваат, вели Кезија Нобел. Кезија рече дека повеќето незини размени на искуства со несреќно љубените самци биле исполнети со непријатна тишина и целосен недостаток на контакт со очите. И додека не е било проблем да им каже каде грешат, таа заклучи дека другите жени се премногу окупирани со обидот да бидат љубезни, пишува The Sun. Бев некако брутална, но моите коментари поминаа многу добро. Се враќав секој викенд и за неколку недели ми даваа приватни клиенти да работам, рече таа. Откако на 15 годишна возраст го напуштила училиштето без никакви квалификации, Кезија станала модел и имала многу богати момци кои и ги плаќале трошоците за живот. Се будев напладне и ноќевав по клубови и барови. Само не ми се верува колку бев неамбициозна. Потоа објаснува дека искуството со советувањето помогнало да отвори YouTube и да дава совети. Објавив видео наречено "Како да ја натерам да те сака" и не можев да им верувам на моите очи додека вртоглаво растеа критиките. Мислев дека ќе застане на милион. Сега бројката е 8 пати поголема. Во последните 12 години моите снимки собраа 85 милиони прегледи, истакнува таа. По 12 години Кезија сега вработува 25 луѓе, нудејќи неколку различни видови работилници за запознавање. Откако почнав да работам сама, моите книги, DVD-ја и преземените видеа ми заработија милиони. Нудам и приватен тренинг со клиенти, каде што наплаќам 300 фунти на час. Обично обуката трае околу 2 часа и веќе имам некои клиенти. За мене нема типични клиенти. Имам мажи помлади од 18 години на листа на чекање, а нивните татковци им купија курс како подарок за нивниот 18-ти роденден. Најстариот клиент имаше 73 години, вели Кезија.